Семејното насилство и фемицидот се актуелни теми и оваа година во канцеларијата на Народниот правобранител. За семејното насилство, Фатон Селами рече дека е потребна побрза полициска интервенција. Според него се работи интензивно на законските регулативи, преземање мерки од Центарот за социјални работи и од јавниот обвинител. Viktima pasi të paraqies rastin duhet të jetë e sigurt nga shteti, si për të ashtu edhe për fëmijët. Ua garantojnë sigurinë dhe mbrojtjen dhe kjo për arsye se nëse viktima nuk ka ku të strehohet, atëherë ajo detyrohet që të kthehet përsëri te të afërmit e saj, te familjarët e saj, kështu që edhe ato i ekspozon si viktima potenciale. Селами презентира случај со воен инвалид од селото Стајковце, кој во 2008 година поради поплави останал без дом. Државата му обезбедила само привремена барака, додека стамбеното прашање се уште останува нерешено. Përkatësisht një qytetar me 100% invaliditet ushtarak, shfrytëzuesi i kujdesit dhe ndihmës së përhershme, me familje dhe fëmijë të mitur prej më shumë se 15 vitesh pret përgjigje nga Komisioni për çështje banesore për kërkesën e tij që të sigurohet strehimi i përhershëm, i sigurt dhe i përshtatshëm, duke marrë parasysh invaliditetin e tij, gjendjen shëndetësore dhe rrethanat familjare. Најголем број поднесоци до канцеларијата на Народниот правобранител се од областа на правосудството 307 или 12,79%. Потоа следува областа за заштита на потрошувачите со 264 поднесоци или 11%. Од работните односи има 209 поднесоци, а од областа на правата на децата 198. Овие податоци се констатирани во годишниот извештај за 2025 година за состојбата на обезбедување, почитување, остварување и унапредување на слободите и правата на човекот, кој Народниот правобранител го достави до собранието, со надеж дека ќе се утврдат мерки за спроведување на препораките.